Мислам дека доволно кажува зборот Македониум. Дали навистина ние треба да стоиме гордо пред Македониумов или пак треба да имаме грижа на совест, зашто кога ќе застанете пред Македониумот, треба да знаете што значи тоа низ историјата и денеска. Прекрасно се чувствувам, прекрасно, само небото и Крушево. Се чудам како може овој град да остане вака заборавен. Се чудам, видов неколку куќи кои ме подсетуваат на чипка, ама напуштени. Подитно треба да се стокмат. Јас никогаш не агитирам, мене ми е срам да ви велам гласајте за мене, јас сум најдобрата. Гласот е ваш. Вие знаете кому да го дадете. Искористете го, немојте да го оставите настрана, зашто тој значи одлука и мислам, еве да ве подсетам дека кога ќе гласате, помислете на Македониумот, помислете на Тоше, помислете на овој волшебно убав град кој мора да брие од луѓе за да видат дека навистина имаме ние многу градови што можат да бидат градови на културата, градови на уметноста, градови на историјата. Вие го знаете мојот тек на кампањата. Мојот тек на кампањата е женски, ама витешки. Јас не го анализирам кандидатот, туку говорам за тоа што ќе го правам, говорам за тоа што не го направил, говорам за тоа што мора да го направиме. Се надевам дека ќе продолжи така. Јас имам грб во ветар, реков дека на 24 ќе се случи политички земјотрес, мислам дека погоди, а на 8 очекувам вулкан, ама политички, не вистински, зашто оваа земја заслужува да биде пристојно место за живење. Крушево заслужува да биде град што сите ќе сакаат да го видат, ќе уживаат во него, град на среќни граѓанки и граѓани, на весели деца, како некогаш. Горд град, бидејќи ако некој град има на што да се гордее, тоа е овој град. Ако крушевчани имаш на што да се гордеат и цела Македонија, тоа е Крушево.